Секој работник има право на заработувачка плата. Платата на работникот не може да биде пониска од минималната плата утврдена според закон. Во моментов минималната нето плата изнесува 14.950 денари. По првите месеци од кризата со коронавирусот, покрај тоа што се намалуваа пријавите за отпуштање од работа, растеше бројот на пријави од работници на кои платата не им била исплатена или им била намалена дури и за 50%. Оваа година над 1000 работници пријавија дека не им била исплатена или им била намалена платата. Со неисплаќањето на платите и придонесите, огромен број работници и нивните семејства беа оставени без здравствено осигурување во еден од најкритичните моменти по здравјето на луѓето. Покрај основната плата во износ утврден со договорот за вработување, платата се состои од дел за работната успешност и додатоци на плата. Еден од овие додатоци е и додатокот за прекувремена работа. Работникот е должен на барање на работодавачот да врши работа преку полното работно време во одредени исклучителни ситуации утврдени со закон. Прекувремената работа може да трае најмногу 8 часа во текот на една недела и најмногу 190 часа годишно. Работодавачот е должен да води посебна евиденција за прекувремената работа и часовите за прекувремена работа, посебно да ги наведе во месечната пресметка на платата на работникот. Работодавачот е должен за секое воведување на прекувремената работа претходно писмено да го извести подрачниот државен инспектор на трудот. Агронова не преземат од агромеханика. Работев од 2003 до 2018 година. По преземањето, уште првиот месец, ни ги симнаа платите на 100 марки. Ни рече, кој сака, нека остане, кој сака, нека се оди. Во моето семејство никој не работеше, морав да прифатам. Меѓутоа тој не направи општи работници, на жалост. Не прати да бидеме чувари во сервисот Аутотурист бивши од 2010 до 2011 цела година. Работе само ноќни смени. Секој месец, една година без слободен ден. Имав секој месец по 430 сати. Значи во годината имав 5000 сати. Морав да го издржам. После од таму 2012 одам во јавен царински склад Маџари. Таму бевме тројца чувари. Работевме по 240 часа секој месец. Тоа се 5 години. По 800 часа тоа се 4000 часа еден работен. И ваму во што работе 5000 часа или повеќе, еве книгата ќе, тоа се 9000 часа поминати на работа. Само еден човек. Значи, цела година без слободен ден. Сабота, недела не одев дома. Значи, морав да бидам на објектот. Неисплаќањето на прекувремената работа е едно од најчестите прекршувања на работничките права. Од тука произлезе потребата од подобро регулирање на овој дел од новиот закон за работните односи. Новиот закон ќе предвидува обврска, договорот за вработување прецизно да ги дефинира случаите во кои работникот може да работи прекувремено,